Добро вечер, почитувани гледачи. Последно издание на вестите од културата за оваа календарска година. Во просториите на Советот на град Скопје се одржа промоција на проектот Идејна виртуелна реконструкција на Маркови кули Водно Скопје. Проект поддржан од Министерството за култура, кој представува значајна иницијатива за оживување на еден од највредните културно-историски локалитети во Скопје. Повеќе од прилогот на колешката Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Во просториите на Советот на град Скопје се одржа промоција на проектот Идејна виртуелна реконструкција на Маркови кули Водно Скопје. Проектот, кој е поддржан од Министерството за култура и туризам, представува значајна иницијатива за дигитална презентација и оживување на еден од највредните културно-историски локалитети во Скопје, со цел негово доближување до јавноста, институциите од областа на културата и образованието, граѓаните и туристичката промоција на градот. Имаме едно градиште, кастел, кој што е од 6 век, од времето на Јустинијан, изграден некаде околу 530 година, пред околу 1500 години. Нашата идеја е оваа виртуелна реконструкција да ја направиме реална, односно да го истражиме овој локалитет и да го подигнеме со што би се гледал од цело Скопје. Значи, тој е направен затоа како одбрана на градот Скопје во тоа време и исто така подоцна од 10 до 13 век исто функционира како збег еден за граѓаните на тогашно Скопје. Се надеваме дека на публиката ќе им се допадне, дека ќе прошириме с големен интерес кај граѓаните и дека во иднина оваа идејна виртуелна реконструкција ќе биде идејна реална реконструкција на самиот локалитет. Нашата визија е дека за неколку години, можеби тоа ќе се случи во предвечерието на 2028 година, кога градот Скопје е градот на културата, така, кога би имале нови содржини и да овој локалитет, што е само на неколку километри од центарот на Скопје, како што е Искупи, како што е Пандан Скопското кале, Тумба Маџари, Аквадуктот, кој што ќе биде широм отворен за децата, за младите, за возрастните, за граѓаните и за туристите од Македонија, меѓутоа и од странство. Маркови кули е доцно античка и средновековна утврдена населба, која се наоѓа на 4,5 километри на југоисток од центарот на Скопје. Качена е на источниот крај на планината Водно, во местноста Марково Крупче, врз издаден и стрмен варовнички гребен. Во мултимедијалниот центар Мала Станица се отвори изложбата Лица на академскиот скулптор Ангел Коруновски. Секој портрет произлегува од слоевите на искинати весници, фрагменти од масовни медиуми, кои го представуваат огромниот тек на глобални информации. Изложбата ќе биде поставена во текот на новогодишните празници и ќе го исполни календарскиот програмски простор во јануари 2026 година. Ние ликовните уметници и општо уметниците сме индиректни хроничари на времето во кое живееме. Кај мене побуди една желба да се посветам баш на човекот, на обичниот човек кој што го креира општеството во кое живееме. Не буквално, мислам, самата глобализација нас ни го креира начинот на живење, али човекот е некој кој што е многу битен. Значи, ние сите и од секојаш човештвото црпел инспирација преку луѓето, преку конверзацијата со луѓето и тоа е впрочем и самиот живот. Тоа е накратко. Изложбата иначе во 3 дела се содржи. Еден дел е од 2008 година до 2012 година, каде што имате скици, цртежи у поголем формат и монументална скулптура. Нарочно доведов монументална скулптура, затоа што самата монументална скулптура, кога живее во јавен простор, поинаку се доживее, но во самиот галериски простор вие се сплотувате со неа, заради самата големина доживувате еден мал шок, но и доживувате едно сплотување и за мене е тоа многу битна таа реципиент и ликовно дело, конекција која што уствари понатаму остава еден траен белег и една трајна меморија. Тоа е првиот дел. Вториот дел се портрети на историски личности кои што ја ги работев сосема од
нормално тоа се личности кои што никој не ни знае како изгледал, али ги замислував спрема нивното дело, креација, размислував каков карактер би можеле да имале спрема тоа што како действувале во историскиот момент и створив едни портрети кои што се прилично интересни као моделација, имаат еден друг тип на моделација препознатли за моето творештво. Сето тоа иницираше да се јави еден поинаков цртеж во третиот дел, цртеж со една линија, кај што се трудев што е можно повеќе да прикажам само со една линија, значи емоции, самата линија ми се допаѓа кога е една, бидејќи го шири делото, не го заробува скулпторски во еден момент, него го шири кон пространството. Со музичко-сценскиот проект Сонцето, колку е блиску сонцето, во режија на Дејан Проиковски. Македонскиот народен театар утре вечер ќе го одбележи јубилејот 80 години од своето постоење. Во представата ќе учествуваат 60 актери, 40 од ансамблот на МНТ, како и студенти по актерска игра. Со музичко-сценскиот проект Сонцето, колку е блиску сонцето, во режија на Дејан Проиковски, утре Македонскиот народен театар ќе прослави 80 години постоење. Представата ќе биде аудиовизуелно патување низ архетипски слики, кои се дел од колективната меморија, се она што е поврзано со македонската драма, поезија, ликовната уметност, музиката, преведено на современ сценски јазик. Ке учествуваат 60 актери, 40 од ансамблот на Македонскиот народен театар, како и студенти по актерска игра, актери од други театри, оперски пејачи и деца од драмски студија. Ке се изведува музика во живо, ке има 3D мапинг, кореографија, анимации. Режисерот Проиковски вели дека одговорноста и возбудата се големи, затоа што да се работи јубилеј на МНТ значи да се патува низ времето и на публиката да и го представи сето она што било важно во театарот, а со тоа и во македонската култура. Насловот Сонцето, колку е блиску сонцето, е превземен од првата изговорена реплика на сцената на МНТ, со која на 3 април 1945 година почнува работата на театарот. Мислам дека направивме една представа која што она што е најважно, да успееме да бидеме достојни на 80 годишниот јубилеј и на сите големи актери, драматурзи и режисери кои што го поминале својот живот во МНТ и ние како нова генерација сме должни да ја дадеме таа почит, да се присетиме дека во Македонскиот народен театар се родиле и Буре Барут, Мамај кој прв почна, Срикненова 49-та, Кенгурски скок, Макајевски празници и многу друг голем број на култни представи кои што некако се дел од темелот на она што се нарекува денес современ МНТ. Представата во траење од 2 часа и 15 минути ги опфаќа и препознатливите народни приказни и митови, како Силјан Штркот, елементи од античката трагедија со рефлексии на Сердарот, Болен Дојчин, дури и битовата драма и постарите драмски дела кои на сцената ќе прозвучат современо. По премиерата на 29 декември, 2 следни изведби ќе има на 15 и 16 јануари, а се планира овој мултимедијален проект да остане на репертоарот и во наредните месеци. На крајот од овие вести, дозволете ми да ви ги честитам предстојните празници и да ви посакам многу здравје, среќа и благосостојба во годината што следи. Останете во добро расположение со програмата на телевизија Алфа, а ние повторно ќе се видиме во новата 2026 година со нови информации од македонската културна сцена.